3 дена од објавата на владата за нова еврообврзница, реакциите на социјалните мрежи не стивнуваат. Со петиција "Не за еврообврзницата", граѓаните се против одлуката за ново задолжување. Дел од коментарите на граѓаните кои се потпишани на оваа петиција се дека не сакаат да плаќаат долгови на корумпирана и криминална власт и дека не сакаат да враќаат долгови во годините кои следуваат. Каматата со која ќе се земат тие 650 милиони евра се уште не е позната. Се очекува детаљите да бидат познати утре кога представници на банките ќе се сретнат со министри во владата. Економскиот аналитичар Ванчо Узунов со став дека еврообврзницата се зема сега затоа што поголем дел од граѓаните не се во земјата. Сега е политички погоден моментот. Сред лето е и нема близко избори, не се знае. Може да има несена, може да нема. Така да е сега за низе политички најбезбедно да ја направи оваа работа, што е негативно за неа. Али игра на тоа дека малце луѓе ќе чујат, повеќето се лево-десно по одмори, или воопште летно време па никој не слуша толку многу телевизии и чита вестници, него се шета по град и седи по плажи. А додека доаат наредните избори, тоа ќе се заборави, бидејќи владата ќе троши, ќе плаќа, ќе купува и така натаму, и луѓето ќе станат пак задоволни. Против еврообврзницата протест за утре најави и шарена револуција. Нема правда кога јавниот долг вртоглаво расте. Секој граѓанин на Македонија веќе должи по 2200 евра, а режимот сака да го задолжи за уште 330 евра во чајнички обид да продолжи да владее криминално, стои во повикот до граѓаните. Инаку износот на задолжување е најголем досега. Владата пред само 2 години во 2014 се задолжи со 500 милиони евра, а во 2015 со 270 милиони евра. Рочноста на последното задолжување е 5 години со камата од 4,87% со 66 милиони евра. Инаку во вторник државата повторно планира да се задолжи на домашниот пазар. На проспектот објавен на веб страницата на Министерството за финансии се предвидени аукции на државни хартии од вредност. Минатиот вторник државата наместо 5,4 милиони евра доби 12,6 милиони евра заем од домашните кредитори.